Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Нова семејна трагедија утро во Росоман. Според првичните информации од Министерството за внатрешни работи, син ја усмртил сопствената мајка со убот од нож во вратот, пошто сам се пријавил во полиција. Денеска полициски службеници од ОВРК Вадарци лиши од слобода 27 годишен жител од Росоман. Во СВР Велес тој сам пријавил дека утро во околу 7 часот и 30 минути во семејниот дом со употреба на остар предмет и нанел убодни рани на неговата 54 годишна мајка, која од здобените повреди починала, информираат утрово од Министерството за внатрешни работи. Одитната медицинска помош во Кавадарци пак информираат дека од тежината на повредата жртвата починала на самото место без можност за медицинска интервенција. Неофицијално синот имал и психички проблеми и бил лекуван во психијатриската болница во Негорци. Повеќе детали се очекува во текот на денот да соопштат истражните органи. Повик од полициски службеник, излезена екипа на ИП медицинска помош Кавадарци. На лице место е пронајдено женско тело во легната состојба и без витални знаци за живот, со широки проширени зеници, без срцева акција. Констатирано е дека во пределот на вратот од десната страна е пронајдено странно тело кое наликува на нож, кој што е најверојатно и убодната рана со кој што е нанесено на лицето од страна, како што кажуваат, од страна на нејзиниот син, и што е констатирана смрт на самото место на лицето кое што е повредено со ножот. Во кривичниот суд утрово стартува судењето против Стојанче Јовановски, сопругот на Ивана, која на почетокот на месецот се самоуби скукајќи од тераса заедно со својата 6-годишна ќерка во Скупски Карпош. Одиме во живо пред кривичниот суд. Колешката Тамара Дичовска го следи судењето. Тамара, дали Стојанче веќе се изјасни дали се чувствува виновен за трите кривични дела кои му се ставаат на товар? Да, Стојанче Јовановски призна вина, меѓутоа за две кривични дела кои што му се ставаат на товар, односно дека ја тепал сопругата, се чувствува виновен за тоа и дека ја загрозил сигурноста, но не призна вина за кривичното дело кое што му се става на товара, тоа е дека ја навел и помогнал во самоубиство на сопругата Ивана. Меѓутоа, судот не му ги уважи овие признанија, бидејќи кога судијата Ивица Стефановски го праша Стојанче Јовановски дали под присила ги дава овие признанија, тој кажа да, дека токму сведокот Мартин Сазов, кој што Стојанче го наведува дека бил и партнер на Ивана, му се заканувал и го терал да признае вина за овие кривични дела и затоа судот не му ја призна вината и сега судењето ќе тече по она регуларна постапка каде што Стојанче ќе се товари за трите кривични дела, односно телесна повреда, загрозување на сигурноста и наведување и помагање во самоубиство. Обвинителката го читаше на самиот почеток на судењето, го прочита обвинението за него, како на критичниот ден ја малтретирал и тепал сопругата Ивана на повеќе локации низ Скопје со тупаници и шлаканици во пределот на главата. Во една од овие локации се нашол и токму сведокот Мартин Сазов, каде што заедно тројцата заминале со неговата кола. Тука локацијата им била до кривичниот суд. Дури биле во колата, Ивана села на задното седиште и Стојанче од предното седиште на автомобил продолжил да ја тепа со тупаници и шлаканици, со што таа изгубила свест. Кога сведокот Мартин Саздов застанал со колата, бидејќи Ивана била насвестена, Стојанче му се обратил со зборовите: ништо не е, глуми, сега ќе го земам телефонот, ќе видиш како ќе стане. И потоа продолжил повторно да ја удира тупаници и шлаканици. Тука се товари за кривичното дело телесна повреда, но и за загрозување на сигурноста, каде што обвинителката читаше доста погрдни зборови во судницата, тоа Стојанче како и се обраќал на неговата сопруга. Едно од неколку од заканите кои што биле: ќе ти го уништам животот, нема да го видиш детето, ќе лежам во затвор, ќе искочам, ќе видиш што ќе те направам, пријави ме во полиција, ништо не ми можеш, нема да го видиш детето. И вакви закани кои што ја упатувал постојано, со што
Судот смета дека и ја загрозил сигурноста, а потоа и дека навел да го стори самоубиството кога скокна од балконот 6-тиот спрат заедно со ќерката Катја. Судењето продолжува со доказна постапка. Во моментов сведочи мајката на Ивана, која што каже дека прв пат Ивана и Стојанче кратко биле заедно, 2-3 месеци пред таа да остане бремена, почнале да живеат заедно, купиле стан кој што бил на име на Ивана, таа го плаќала кредитот, меѓутоа после по инсистирање на Стојанче го поделиле станот да биде на половина, но кога во 2021-та всушност тогаш била нивната прва расправија, кога таа дошла во нивниот стан, Стојанче ја повикал и ја тепал и тука Ивана со боксови, дури го држала детето, тогаш викнале полиција, разговарале со двајцата и таа се отишла дома, меѓутоа по тој критичен настан кој што се случил во 2021-та, обвинителката ја праша дали сведочила и на други вакви малтретирања од страна Стојанче Ивана. Таа кажа дека Ивана никогаш не признала, гледала модринки и на незините, на рацете на Ивана и во прелот на главата, кај очите, меѓутоа Ивана не секогаш кажувала некаков изговор, дали дека паднало од тротинет или слично, не признавала дека Стојанче ја тепа. Како што кажав, мајката на Ивана, Љубица, се уште сведочи во судницата, судењето продолжува, така што другите детали би ги имале во вестите во 16 часот. Тамара Дичовска, јас ти благодарам за овие информации. Си како стануваш да го проследиш денешното судење, многу повеќе пренесувам и во следното информативно издание. Советот на јавни обвинители на денешната седница ја отфрли представката на Ленче Ристовска против премиерот Христијан Мицкоски. Советот едногласно констатираше дека изјавите на премиерот Христијан Мицкоски, за кои обвинителката Ленче Ристовска тврдеше дека се напад врз незиниот интегритет, не се нарушување на професионалниот интегритет или конкретно влијание, бидејќи премиерот во ниту еден момент не го навел името на обвинителката Ристовска. Таа на почетокот од годинава го информираше Советот на обвинители дека премиерот во интервју за Медиум ја нарекол медиокритет, бидејќи постапувала во предмети кои се однесуваат на партиското седиште на ВМРО-ДПМН. Мицкоски во интервјуто не го употреби името на Ристовска, па според Советот таквите изјави не може да се сметаат како политички притисок или загрозување на професионалниот интегритет на јавната обвинителка Ристовска. Самиот факт дека колешката Ленче во записникот имаше неконкретни ставови, значи имаше ставови од причини што од кога е почнато специјалното па до сега. Значи, заради тоа ние сметавме дека во конкретниот случај јавниот обвинител не му е загрозено. И заради тоа одлучивме така. Добро, која беше причината, зашто сметате дека не е? Ние сметаме од причини сега дека во конкретниот случај премиерот никогаш не го кажал името на Ленче во конкретниот случај, во конкретната записник и заради тоа сметавме дека нема повреда. Добро, дали тоа значи дека некој може да ве опише целосно и да каже нешто за вас, ама ако не ви го каже името, дека тоа не се смета, дали во што ние согласно правилникот ги проверивме, медиумите ги провериме сите факти и сметаме дека нема повреда. Премиерот Христијан Мицкоски заедно со владина делегација денеска престојува во политичко-економска посета на Будимпешта. Според најавите од владата, во рамки на посетата Мицкоски ќе оствари средба со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, на која ќе се разговара за унапредување на односите помеѓу двете држави, економската соработка и актуелните регионални и европски прашања. Потоа премиерот ќе има своје обраќање на бизнис форумот во Будимпешта насловен Ден на деловната соработка помеѓу Унгарија и Северна Македонија, каде ќе се воспостават нови контакти и ќе се разгледуваат можностите за продлабочување на економската соработка помеѓу унгарските и македонските компании. Во состав на владината делегација се и вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски, министерот за економија и труд Бесар Дурмиши, генералниот секретар на владата Игор Јанушев, директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот Рефик Джемаили, директорот на дирекцијата
Агенцијата за технолошки индустријски развојни зони, Гоце Димовски, како и директорката на Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво Даниела Димовска информираат утрово од владината прес-служба. Денеска се очекува и регулаторната комисија да ги соопшти новите цени на нафтените деривати, додека нафтата на светските берзи од утрово се искачи на $116 за барел. Сепак премиерот Мицкоски викендов рече дека мерката за намалување на ДДВ-то за нафтените деривати од 18 на 10% ги дава посакуваните резултати и дека според проценките на владата цените на бензините оваа недела ќе бидат пониски за 2 денари, додека цената на дизелот е можно да порасне за половина денар. Владата и натаму ја следи ситуацијата и ако биде потребно, мерката ќе биде продолжена за уште 2 недели или евентуално ќе се разгледуваат и нови мерки поврзани со акцизите, информираше премиерот Мицкоски. Повеќе информации на оваа тема пренесуваме во следното информативно издание. Градската библиотека во Охрид влегува во туристичката понуда на градот. Нина Ритоновска со деталите. Градската библиотека во понудата на културниот туризам на Охрид. Главна цел е богатото вредно богатство со кое располага во установа да се најде во турите на туристичките водичи и бројните туристи. Покрај посетите на црквите, манастирите, Самуиловата тврдина, античкиот театар и археолошките локалитети, да бидат вклучени нови содржини. Секоја нација се го чува она што е свое, историјата, традицијата, историските и археолошките податоци и предмети со кои може да се пофали надвор од границите. Библиотеката Григор Прличев и како има со што да се пофали. Имаме 2000 библиотечни единици како национално богатство на библиотеката, кои датираат од 1872 година и секако Евангелието, чинското Евангелие, кој датира од 16 век. Навистина е тоа нешто со што може да се представиме пред туристите, а исто така и пред нашите граѓани кои секако немаат прилика и не се информирани дека таков вреден ракопис постои во нашата библиотека. Културниот туризам мора да биде приоритет за Охрид и поради тоа е неопходно да се воведе иновативност во понудата. Според директорката Трпеска, проектот е при крајаден, но и предвидено е да се остварат средби со водечите од градот. Ки се уште го дозавршуваме проектот и све она што опфаќа тој проект за културен туризам. За околу 2 недели треба да се готови, па секако ќе направиме еден состанок со нив и верувам дека ќе прифатат библиотеката како дел од нивните тури. Културниот туризам во Охрид е доминантен сегмент базиран на богатото културно-историско наследство под заштита на УНЕСКО, што привлекува огромен број туристи од сите краеви ширум светот. Нина Ритоновска, Сител телевизија.